Преспата во Македонија, Евла. Селото Евла административно и припаѓа на општина Ресен. Сместено е на западниот дел на Преспанската котлина, во подножието на планината Галичица. Од Ресен е оддалечено на 5 километри, а со градот е поврзано со асфалтен пат. Населбата е распространета на рамничарски простор на надморска височина од 925 метри. Западно од селото се протегаат падините на планината Галичица, обрастени со богат фонд на дабова и букова шума, а на источната страна е полето во кое се сместени нивите, ливадите, лозијата и овоштарниците со јаболкови насади. Соседни населени места на селото Евла се: на северната страна селата Петрино и Болно, на јужната Горно Дупени и Лавци, на источната Преспанската котлина со градот Ресен, а на западната се граничи со планината Галичица и градот Охрид. Според бројни историски податоци, евидентно е дека селото Евла е стара населба. Како таква, во своето повеќе вековно обстојување станала привлечна за живење на луѓето од целата Преспа. Исто така, интересни се и податоците кои зборуваат за најтешкиот период од животот на населението. Имено за време на Илинденското востание во 1903 година, во близина на селото, една вооружена чета од 250 востаници водела борба против турската војска, составена од 2500 војници. По неуспехот на востанието, во знак на одмазда, селото било целосно изгорено, а населението, за да се заштити, се повлекло на запад во густата шума на Галичица. По повлекувањето на турците од Балканот, селото било обновено. Според пописот на населението од 2002 година, селото има 106 жители, сите македонци. Во селото и неговата близина може да се видат црквата во ведение на Пресвета Богородица или Успение Богородично, која е главна селска црква изградена во 1848 година, на чија западна страна е вградена мермерна плоча, на која се прикажани 3 интересни лика. Во близина на селото се наоѓа и топонимот Калуѓерска краста, кој укажува дека ова место има историско минато. Во книгата Преспа на Георги Трајчев, објавена во 1923 година, е опишано местото Влашки колиби, кое било живеалиште на каракачаните, кои на падините над селото се занимавале со овчарство. Црквата Вознесение Христово или Свети Спас е пештерна манастирска црква, која се наоѓа 3,5 километри од селото. До неа може да се стигне само пеш или со теренско возило. Според преданието, манастирската црква се наоѓала на друго место, но подоцна иконата била преместена на сегашното место, на кое била изградена средновековната пештерска црква. На празникот Вознесение Христово во истоимената црква доаѓаат луѓе од цела Преспа, како и од околните села од Охридскиот регион.